Почитувани граѓани, почитувани медиуми. После речиси една година од владењето на ВМРО, ДПМН и коалицијата, Македонија е далеку од правна држава. Ниту има правда, ниту правна држава. Партизирани институции, селективна правда, отсуство на владењето на правото. Ова, почитувани, е вистинското лице на владата на ВМРО, ДПМН, која создава систем само по нивна мерка и нема однос спрема реалните општествени потреби. Она што ДПМН го вети како втор столб во владината програма, денес го нема. Наместо програмските ветувања, сведочиме на задоволување на лични и партиски интереси. Владата на ДПМН за речиси една година не исполни апсолутно ништо од ветувањата за системски решенија. Не исполни ништо за нивната така наречена трансформација на правосудните органи во независни, транспарентни и ефикасни субјекти. Наместо реформи и систем во функција на граѓаните, државата се соочува со ретроградност и застој, исто како во времето на заробените институции. Знаеме сите дека ова не е систем, туку е чиста партиска злоупотреба. Власта и понатаму се обидува да има главна улога и влијание во правосудството и да го држи во партиски стеги. За тоа сведочи фактот дека упорно и свесно се доцни со спроведувањето на активностите од реформската агенда и секторската развојна стратегија за правосудство 2024-2027, каде што се предвидени јасни чекори, прецизни рокови и конкретни пари од ЕУ преку планот за раст. Само за подсетување, до јуни 2025 година, согласно реформската агенда, треба да бидат донесени повеќе законски измени, како закони кои го регулираат платите на судиите, обвинителите, судската и обвинителската служба, за што се предвидува над 2 милиони евра од ЕУ. Нов закон за судски совет, во кој ќе бидат инкорпорирани препораките на оценската мисија, за кој се предвидени над 6 милиона евра. Измени во изборниот законник согласно препораките на ОПСЕ ОДИХР, за кои се предвидени над 4 милиона евра и така натаму. Овие закони не се само техничка работа, тие се суштински за градење на независно судство, за функционална демократија, за фер избори. Особен проблем е однесувањето на министерот за правда господинот Игор Филков, кој се чини дека тенденциозно го минира процесот. Од предвидените реформски закони, Министерството за правда стави само 4 на ЕНЕР, а тие допрва треба да ги усвои владата, па да се достават и до собранието. Зошто министерот Филков толку го договлекува реформскиот процес, иако рокот е до јуни? Конечно, и покрај свесното пролонгирање на реформскиот процес, и покрај фактот дека не ги проследува наводно изготвените законски решенија, ние, согласно лидерската средба меѓу председателот на владата Мицковски и председателот на СДСМ Филипче, сепак остануваме максимално конструктивни и во интерес на државата и затоа денеска ги поднесовме и архивиравме нашите коментари на единствените закони кои тој ги ставил на ЕНЕР. Ние за нив имаме сериозни забелешки, но и конкретни предлози за нивното подобрување. Апелираме до министерот Филков, ако вистински се грижи за реформската агенда и тврди дека работи на ургентните законски решенија, да престане да го минира процесот и да ги достави решенијата за кои ја обедува јавноста дека ги изготвил. Остануваме целосно посветени на напредокот на државата. Ке продолжиме да се бориме против сите обиди за партиски упад во правосудството и конечно ке ги нудиме нашите конструктивни предлози и решенија, како што впрочем тоа го направивме и денес. Ви благодарам.